41 предлог проект содржи првата конечна приоритетна листа на предлога од проекти за јавни инвестиции, што на предлог на Министерството за финансии и Комитетот за јавни инвестиции ја усвои владата. Од нив дури 5 се однесуваат на Штип и Источниот регион. На конечната приоритетна листа се најдоа изградбата на Штипската клиничка болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом, реализирање на фазата 1 и 2 од проектот Злетовица, која е од големо значење за овој дел од регионот и пошироко. Овие проекти ќе се реализираат во наредната година и тие уште од сега се влезени како ставки во буџетот. Тоа е многу голема работа, одобрувањето на фаза 2 и фаза 3 од хидросистемот Злетовица, бидејќи со тоа се комплетира, односно се затвора целиот хидросистем, што значи од една страна со фаза 2 наводнување на околу 3500 хектари обработлива земјоделска површина, што е голем чекор во развој на земјоделието како гранка во нашата општина и затоа имаме и директен и индиректен бенефит. Со фаза 3 обезбедуваме енергетска стабилност на целиот енергетски систем со зелена енергија и со тоа хидросистемот Злетовица од финансиска страна ќе работи рентабилно. Во понапредна фаза, односно во фаза на финансирање се два проекти. Тоа се изградбата на браната речица на Оризарска река и поврзување на Виница со прочистителна станица Кочани, како и проширување на канализацијскиот систем во Виница. Ова е исклучително важен проект за општината и граѓаните. Неговата реализација е во тек, а во моментов, освен конкретните, се реализираат и административните постапки за обештетување на граѓаните, низ чиј имот ќе се поставуваат цевки. Изјави градоначалникот на Виница Митко Костадиновски. Првата конечна приоритетна листа, која што е усвоена, ќе биде клучна основа за дефинирање на новите капитални инвестиции во буџетскиот процес за 2027 година. Донесувањето на уредбата, како и на оваа листа, е во согласност со реформската агенда 2024-2027, а во насока на управување со јавните инвестиции. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 се намалуваат за 4 денари за литар. Цената на дизелот се намалува за 8 денари за литар, додека цената на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 6 денари за литар. Со тоа, максималните цени на нафтените деривати од ноќеска на полнок ќе изнесуваат. Моторен бензин Евро Супер БС 95 ќе се продава за 87 денари за литар. Моторниот бензин Евро Супер БС 98 за 89 денари за литар. Дизел горивото Евро Дизел БС ќе се продава за 91,5 денари за литар, додека маслото за горење екстра лесно 1 ќе се продава за 92,5 денари за литар. Сдруженијата на превозници од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина утре во Скопје ќе одржат регионална средба посветена на проблемот со ограничениот престој на професионалните возачи во Шенген зоната. Од последниот состанок што беше на 4.8. не добивме некои конкретни одговори, затоа одма пративме барање до работната група во Европската комисија да имаме и директна средба со нив, значи представници од сите 4 држави, од превозниците само, и добивме ветување дека по враќањето од одмор на редната недела дека ќе се обидат да организираат онлайн средба на која што ќе можеме сите да кажеме наши ставови, мислења и барања кои што треба да се дадат. Високите температури остануваат и понатаму, а Институтот за јавно здравје повторно апелира за безбедност. Препораката овој пат се однесува на лицата над 65 години како една од најризичните групи. Од Институтот за јавно здравје советуваат лицата над 65 години да избегнуваат директно изложување на сонце, особено во периодот од 11 до 17 часот, како и физичка активност и подолг престој на отворено во најтоплиот дел од денот, кога температурите се помеѓу 35 и 40 степени. Посебно внимание се препорачува и во домовите. Во периодот од 13 до 17 часот треба да се избегнува користење шпорет, рерна и други апарати кои дополнително го загреваат просторот.
Се препорачува просториите да се затемнуваат во ролетни и зависи, а да се проветруваат во периодите кога надвор е посвежо. Доколку се користи климауред, треба да се избегнува прекумерно разладување и нагли температурни разлики. Препорачуваат од Институтот за јавно здравје. Освен сенка, Институтот за јавно здравје советува редовен внес на вода, без да се чека појавата на жет, како и избегнување алкохол и ограничување на пијалоците со кофеин. Лицата со хронични заболувања треба редовно да ја земаат пропишаната терапија и да не ја менуваат по желба. Дали највозрастните се и дисциплинирани? Дома на село, по дворо, седаме си, има сенка, или унетре, клима пуштаме. Подладна сенка, друго ништо. Па под сенка, војчка обична вода си пиеме. Овие температури ќе останат и во наредниот период, велат од УХМР, што значи дека препораките се до новата состојба. Денес утре и зададре времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Денеска во попладневните часови ќе има и нестабилност со пороен дожд и грмежи на места. Денеска температурата ќе биде до 38 степени, вторник и среда до 40, четврток и петок ќе има услови за нестабилност, значи ќе има врнежи од дожд, грмежи, засилен ветер, четврток и петок, а на места ќе има услови и за невреме. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска поднесе кривична пријава против министерот за здравство Сашо Клековски, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Антоновска, Кирил Лазов, директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Шпендија Мети, директор на Центарот за јавно здравје Тетово, поради системски пропусти, непостапување и непревземање на законските надлежности. Помина повеќе од еден месец, цел град Гостивар беше затроен со загадена вода. Речиси 5000 граѓани завршија во болница. Здравствена катастрофа и тотален колапс на институциите. Одговорност од власта, од здравствените институции до сега нема. СДСМ денеска затоа поднесува кривична пријава за сите системски пропусти, непостапувања, непревземања на законските надлежности од страна на здравствените институции и на инспекцијските институции. Кривичната пријава е против директорот на Центарот за јавно здравје Шпендија Мети од Тетово, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Антоновска, директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Кирил Лазов и министерот за здравство во владата на Мицковски Сашо Клековски. ВМРО ДПМН реагира на обвинувањата од социјалдемократите. За нив, јавното обвинителство треба да го истражи молкот на Филипче и власта на социјалдемократите, која дозволувала гостиварци да се трујат со години, а да не знаат од што им се потоа болестите. Талогот на општеството Филипче, поради кој со години сме пиеле небезбедна вода, а тоа не ни било кажано нам, граѓаните на Гостивар, нема право да го морализира случајот. Со години Филипче и власта, предводена од СДС, добивава извештај од државните институции за тоа дека водата во Гостивар не е безбедна за пиење, а тие го криеле и не превземале ниту една мерка за справување со проблемот. Овој проблем во Гостивар не е од денес, туку е од децениска негрижа на локалните власти. Филипче и СДС требаше сега, кога имаат градоначалник кој отворено го поддржаа во Гостивар, како и кадри кои предводат локални институции, да го решат проблемот со водата, а не да политизираат. Јавното обвинителство треба да го истражи молкот на Филипче и власта на СДС, која дозволила гостиварци да се трујат со години, а не да не знаат од што им се болестите. Талогот од СДС најмногу што може да направи е да се извинат и да донираат некој пакет вода за жителите. 18-годишна девојка вчера по полноќ во центарот на Белград била нападната и ранета со нож од страна на две помали девојчиња кои откако ја изболе ја оставиле да крвави на улица и избегале. 15-годишно девојче е уапсено под сомнение за насилно однесување и била испрашувана во редовна постапка во присуство на нејзините родители. Вториот учесник во нападот има само 13 години и со оглед на тоа што не е кривично одговорна како дете, нејзиниот случај е препратен до Центарот за социјална работа.
По нападот, девојчињата се обиделе да ги сокријат своите траги. Тие го скршиле ножот со кој ја повредиле АМ и го фрлеле во областа на Стариот град. Полицијата го пронашла скршениот нож и го запленила како клучен доказ. Председателот на Србија Александар Вучич денес изјави дека не се заканува никому со својата изјава за можни промени на водотеците на реката Ибар, туку само ги решава водотеците на територијата на Република Србија. Јас ги решавам водотеците на територијата на Република Србија во согласност со внатрешното право на Република Србија, изјави тој. Председателот вчера додаде дека Србија собира експерти од градежниот сектор, инженери и други за да видат како може да се промени водотекот на Ибар. Кога толку многу го малтретираат нашиот народ, да видиме имаме различни причини за промена на текот на Ибар, па ќе видиме што ќе прават албанците и како ќе се однесуваат, изјави тој. Сирија експлозија одекнаа кратко по 11 часот и 30 минути наутро во областа на воен полигон во селото Белица во близина на Трајавана. Големите облаци чад се издигаат над областа. Според фотографиите објавени на локалните групи на социјалните мрежи, околу 300 луѓе беа евакуирани по инцидентот. Моментално нема извештаи за смртни случаи или повредени. Според информациите од градоначалникот на Трајавана, Денчо Минев, експлозиите се случиле откако бил запален камион. Пристапот до областа е забранет, а периметорот околу фабриката е ограден. Студентскиот дом браќа Миладиновци во Штип темелно ќе се реновира и реновирањето ќе трае речиси 2 години, изјави директорката Гордана Барбашка. Официјално започнување на реконструкцијата на студентскиот дом браќа Миладиновци се уште не ја знаеме. Во исчекување сме на официјални податоци од страна на Министерството во однос на тоа дали е завршен тендерот и тендерската постапка, така што благовремено ќе бидете известени за временото отпочнување на реконструкцијата на студентскиот дом браќа Миладиновци од Штип. Што со студентите и учениците? Учениците и студентите од што имаат конкурирано оваа година во студентскиот дом браќа Миладиновци ќе бидат времено распределени во некогашниот приватен студентски дом Оаза, кој се наоѓа во централното градско подрачје во Штип. Првите станари тука ќе влезат на 1 септември, што значи дека сите градежни активности и уредување треба да завршат најдоцна на 31 август. Другиот дел од станарите, своите студентски соби ќе може да ги користат од 1 октомври, кога и започнува новата академска година. Процесот на реновирање на државните студентски домови во Северна Македонија опфаќа етап на реконструкција на сите 9 државни домови во земјата, со финансиска подршка од околу 20 милиони евра од Германската развојна банка и грант од 5 милиони евра како дополнителни капитални инвестиции. За оваа намена во тек и тука е реконструкцијата која што од утринава се одвиваше, но поради жешките температури таа е прекината и ќе продолжи во утрински часови и која на студентите треба да им овозможи подобри услови за живење и студирање. Тука треба да бидат сместени околу 200 студенти и ученици од сите градови во државата и тоа под поволни услови. Делчево и Македонска каменица изминатиот викенд беа центар на културните и забавните случувања во регионот, со манифестации кои собраа илјадници посетители и ги обединија локалните жители и селениците и гостите. Во Делчево се одржа свежото Делчевско лето, кое понуди 3-дневна програма исполнета со музика, фолклор и забава. Публиката уживаше во настапите на Владко Миладиновски, Супер Хикс и Амадеус Бенд, како и во 31-то издание на Голачките фолклорни вечери, со учество на ансамбли од повеќе земји. Богата програма имаше и во Македонска каменица, каде беше одбележан традиционалниот ден на диаспората, манифестација која ги собра каменичани кои живеат во земјата и странство, како и гости од соседните држави, во духот на дружењето, заедништвото и поврзаноста со родниот крај. Затоа, драги наши селеници, ви благодарам од срце што вечерва сте овде и знам дека од срце ќе ги пренесете нашите искрени поздрави на сите оние кои што немаа можност да бидат со нас. Верувајте, голем дел сака да се вклучат во живот, да не поздрават како што не поздравија нашите сограѓани, меѓутоа многу од нив рекоа не сме родени за такво нешто, ама сепак поздравите оддалеку стојат. Пораката која испратија двете општини беше заедничка. Летните манифестации не се само можност за забава, туку и начин да се зачувуваат традицијата, културата и врските меѓу луѓето, без разлика каде живеат.
Кошаркарскиот клуб Соколи Штип е најверојатно нов член на Суперлигата на Македонија. Административната процедура е во тек и практично нема пречки Штип повторно да има екипа во најелитното надпреварување. Кошарката во Штип заслужува нова промоција, а сега со изградбата на салата Джексон ова е вистинскиот момент, изјави градоначалникот Иван Јорданов. Ќе има одлична можност за промоција во новата сала, спортска сала Джексон, на кошарката која имаме обврска да ја популаризираме, затоа што имаме чувство дека во минатите години многу малку се направи за промоција и развој на кошарката. Штип е град на спортот и верувам дека со овие чекори кои ги превземаме како локална самоуправа ќе дадеме се од себе за да го трасираме патот на младите генерации кон спортот, кон едни вистински вредности кои се неопходни во нашиот град. Кошаркарскиот клуб Соколи ќе се трансформира во акционерско друштво, што значи и поинаков тип на функционирање. Во административниот дел, значи клубот Кошарски клуб Соколи преминува на едно повисоко ниво, ќе ги со формирањето на акционерското друштво од страна на општината, сите права и обврски, спортски и останати, ќе бидат пренесени со договор на новото акционерско друштво. Значи, тоа акционерско друштво ќе биде, тој клуб ќе настапува во повисоката лига, ќе аплицираме за таа лига, нели со сите наши можности, и се надеваме дека ќе бидеме таму. Што очекува и кои се амбициите на новиот тренер, некогашниот репрезентативец Маријан Србиновски. Ние чекаме официјално да бидеме промовирани за суперлигаши. Ние во тој правец и почнуваме да ја спремаме екипата. Мора да се нагласи дека во момент немаме нешто, мислам, некои, да кажам, голем број на квалитетни играчи македонски, поготово на пазар, но правиме напори да што може да се направи што подобар ростер за тој буџет што го имаме испланирано. Исто така планираме да доведеме и 3 странски заселувања, со што би биле конкурентни во таа Суперлига на Македонија. Последните анализи на примероци од вода земени од повеќе точки во водоснабдителниот систем потврдија дека водата во село Град е бактериолошки и хемиски исправна и безбедна за пиење, соопштуваат од јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево. По појавата на заматеноста, која беше последица на обилните врнежи и невремето што го зафати Делчевскиот регион, јавното комунално предпријатие Брегалница изврши темелно перење и дезинфекција на резервоарот и целокупната водоводна линија, како и соодветен третман на водата. Последните анализи потврдија дека состојбата е стабилизирана и дека водата ги исполнува условите за безбедна употреба. Од тука ги информираме жителите на село Град дека водата повторно може да се користи за пиење и консумација. Изјави директорката на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево, Марија Сумрачка. Јавното комунално предпријатие Брегалница е со континуиран мониторинг на водоснабдителниот систем и навремено ќе реагира на секое евентуално отстапување во квалитетот на водата, додава Сумрачка. Напад со нож, тепачки и пријава за исчезнато лице во Штип, облјуба врз малолетничка во Пехчевско и закани кон бивша сопруга во Кочани содржи викенд билтенот на СВР Штип. Вчера полициски службеници од СВР Штип го лишија од слобода ДВ, 49 години, од Штип, постапувајќи по претходна пријава дека околу 17 часот во продажно место во Штип по кратка расправија, физички го нападнал 42 годишниот АП од Штип, при што употребил и остар предмет. Во Пехчево од слобода е лишен 25 годишниот ЕДЖ од Пехчевско село, а полицијата постапила по претходна пријава дека извршил облјуба врз малолетничка исто така од Пехчевско. Полицајци од ОВР Кочани го лишија од слобода 53 годишниот ТТ од Кочанско, поступувајќи по претходна пријава дека во Кочани упатувал закани на неговата поранешна 49 годишна сопруга. Ноќеска 49 годишниот НН од Штип пријавил дека околу 1 часот во угостителски објект во Штип бил физички нападнат од МН. По пријава за напад приведен е и 34 годишниот АМ од Штип по претходна пријава дека физички го нападнал 40 годишниот ЕА од Штип и му нанел повреда.
Вчера 58 годишниот ТТ од Штип пријавил дека од семејниот дом се оддалечила неговата керка 25 годишната МТ од Штип. Во билтенот на СВР Штип викендов влегоа и 3 лица од Македонска Каменица, Свети Николи и Кочани, кои управувале возило со алкохол без дозвола и нерегистриран мотор со кој учествувал во сообраќајна незгода. Група туристи во Боцвана доживеале драматичен момент за време на сафари, кога нилски коњ ненадено почнал да го брка нивниот чамец. Капетанот морал нагло да забрза за да се оддалечи од животното, а целиот инцидент бил снимен со камера и брзо се проширил на социјалните мрежи. Нилскиот коњ се движел со голема брзина низ плитката вода, повремено излегувајќи над површината, додека туристите со неверување следеле колку им се приближува. Колку моменти животното се откажало од потерата, а чамецот успел да се оддалечи на безбедно растојание. Утре не очекува сончево и жешко време со температури до 36 степен. Ветрот со брзина од 9 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 22%. Температурите по градови се следните: Штип 36 степени, Карбенци 35, Пробиштип 34, Чешеново Блешево 35, Кочани исто така со 35 степени. Температурата во Виница до 35 степен, Македонска Каменица до 33, Делчево 32, Пехчево 30 и во Перово максимални 32 степени. Според православниот календар, утре е Свети Маченик Калиник. Во католичкиот се потсетуваат на Света Клара.